коментирате податокот на СЈО дека МВР во времето на Јанковски останало без 30 милиони евра? Па јас знам за тие податоци, не го коментирам никако, освен дека тоа нешто не сме да се дозволи да се повтори понатаму. Нема да се дозволи ако навистина се поведат соодветни постапки и ако за тоа има одговорност. Бидејќи се она што е правено не само во Министерството за внатрешни работи, туку во сите институции, за жал во Република Македонија нема институција, дали е на централно или на локално ниво, во која што нема да чепнете и да најдете некаков криминал. За тој криминал ќе мора да се носи одговорност, бидејќи таквата одговорност праќа порака на овие раководители кои што денес ги водат институциите на македонската држава, дека мора да се однесуваат одговорно кон граѓаните на Македонија, кон државата и кон народните пари. Доколку немаме одговорност, тогаш навистина ќе влеземе во еден круг кој што нема крај. И затоа мислам дека не само во Министерството за внатрешни работи, туку во сите државни органи треба да се водат навистина истраги кои што ќе допринесат да се откријат сите тие злоупотреби. Меѓутоа сакам да напоменам дека сето тоа мора да биде неселективно и транспарентно, таму каде што навистина постојат злоупотреби да се одговара за тоа, а додека нема злоупотреби, додека тоа не се случувало, не смееме да правиме приказни кои што ќе штетат на институциите, на поединци само заради некакви други цели. Значи, секој што сторил криминал мора да одговара.